Наред ни е 12-тиот дел од серијата Агапе. 12-ти дел. Може би 20 нема да имаме, меѓутоа ќе стигнеме до барем уште 5-6 ќе имаме сигурно. Така да 7-18 може би ќе се соберат, но може би 20 ќе видиме како ќе ме води духот. Значи денеска ни е 12-тиот дел, или тоа е првата карактеристика или атрибут на љубовта Агапе, која што се среќава во 6-тиот стих. Значи завршивме цели 2 стиха во овие 11 претходни предавања. Видите колко е богата оваа глава. Мислам, целата Библија е богата и секој збор, и секој стих да го анализирате, значи можете да извлечете големи поуки, богатства. Но посебно оваа 13 глава, и ја знам, некој овде од вас баш сакаат практично, меѓутоа попрактично од оваа глава ми се чини дека нема. Има и Римјаните 12 глава и некои други глави во Библијата се навистина практични, но оваа глава е навистина практична. Ни зборува за тоа како треба еден христијанин да го живее својот христијански живот, и тука се спомнати, нормално се опфатени и нашите меѓучовечки односи и буквално целиот живот на христијанинот. Опишувајќи ни љубовта овде, Павле ни го опишува всушност Божиот карактер, ни го опишува Христа и всушност ни кажува како треба да живее еден христијанин. Значи ги завршивме 4-тиот и 5-тиот стих, а сега сме на почетокот од 6-тиот, каде што се вели дека љубовта не и се радува на неправдата. И ова самото по себе треба да е логично. Кога станува збор за еден христијанин, кој што е вистински обратен, таквиот христијанин не би требало да се радува на неправда. На било каква неправда. Но ние како луѓе, како грешници, знаеме да се радуваме на неправдата на другиот, на несреќата на другиот, поготово ако тој друг, сега една мала врска со оној претходен дел од претходната сабота, поготово ако тој друг не е таму на списокот. Значи, ако го имаме на списокот за некој кој што треба да ни ја наплати сметката за нешто што ни направил, ние може би ќе доживееме некоја одредена сатисфакција, да не мора ние лично да му вратиме, ќе му се случи нешто во животот, ете. Не дај Боже, било што. Да, и може би нема да покажеме некоја отворена радост, ама некоја пасивна радост, ќе речеме, ете, така, треба. Чекај да видиш ти сега. Тоа, знаеш, се случи може би во овој живот нашиот, откако сме се крстиле, меѓутоа, ја ќе ви раскажам еден период од мојот живот пред да бидам крстен, значи пред да го прифатам Христа, меѓутоа период кога јас сепак знаев дел од вистината. Значи не беше тоа беше 92 година, трета можеби, а од 91 јас веќе почнав да читам и да се интересирам. Значи имав доста прочитана литература. Значи 92-93. Именно зашто станува збор. Ова чисто како пример како ние можеме да се радуваме над туѓа несреќа. Или зло или неправда. Кога сме во она грешна природа, односно непокајани и необратени. Не знам колку мина од вас знаат, оние кои што сме поблиски и почесто имаме дискусии, разговараме. Мене ме одгледа мојата мајка, на која што бескрено сум ми благодарен што сум она што сум денеска, која што со судни маки ги помина тие години, откако јас знам за себе, значи она беше инвалид, беше прогласена од комисија за 100% инвалид, не можеше да се движи, освен со помагала, односно немаше никакви помагала, тогаш се движеше држејќи се покрај зид или за било што, мораше да се држи за да може да прави чекори. Инаку не можеше. И како таква ме одгледа и мене, и мојот брат, и јас сум бескрено благодарен. Меѓутоа, во целиот тој период, татко ми се обидуваше да, дојде до некоја пензија, некоја примање за неа, затоа што наистина живеевме само со неговата плата. И беше тешко. И во она време, во комунизмот, сепак беше тешко. Со една плата, тој работеше во Пелагонија, значи градежно предпријатие и не беа кој знае колку платени.
И тој се обидуваше, одеше по тие институции таму, кој што не го знам ни името, мислам дека сестрологи цитира, ботеше во такво нешто, нели, пензиско или како се викаше. И јас цело тоа време едноставно гледав, ќе отидеше, ќе се вратеше незадоволен, као, ете, законот не ја факело, не знам што, не имаше некој година стаж, но ете, може би законот не бил тако воред, како и да е. Јас растев и 90, ви кажувам за 92, 93, тука некаде, значи, кога сум имал 20 на години, ми пука филмот, значи, мене. И јас му одам на тој Петко се викаше, се вика, се уште, жив е, фала му на Бога. И му влегувам и сега јас го кажувам случајот. Меѓутоа, сето николе знаете, 5-16 сите знаеа кој е тој случај. Татко ми одеше каде све не. И јас му го опишувам случајот и му кажувам, зошто мајка ми нема право на пензија? И он онака беше заедно со уште еден службеник, веројатно таму, шерецки кажано, знаете, онака со подсмев. Па најверојатно не е инвалид. И мене ми зовере. Значи 100% инвалид прогласен, а тој многу добро го знае случајот, јас му кажав точно за кој случај станува збор. Кој ми е татко се, од прва знаеше за кој случај станува збор. Така ме изнервира и сега во тој период, значи предхристијански да кажам, мој, го опцув една сочна пцовка, ја тресна вратата и си заминав од таму. И што се случува? 93-та јас сум на војска, 94-та мајка ми ќе почине некаде на, мислам 8 ноември беше баш за Митровден, 94-та, а ден, 2, 3, не знам колку, ќе почине неговата мајка. Ова се уште не можам да си го објаснам, меѓутоа не се не обидувам многу. Од што знам? Знам затоа што кога нели се одеа тие 40 дена, се оди на гробот, иако ја нешто баш не бев многу за тоа, меѓутоа, ете, моите одеа, тетки таму, тетиновци, не знам што, ајде и јас. И често пати се среќававме со него таму. По тоа знам, и тој одеше, значи, тие 40 дена, на гробот на неговата мајка. Меѓутоа, не е тоа моментот кој што јас, значи, не бев до толку морбидно злобен или не знам како да кажам, па јас сега да му се радував на неговата несреќа, што неговата мајка починала. Не е тоа моментот кој што сакам да го спомнам, туку моментот е следниот. После некој период на тоа, јас слушам, кратко беше и тоа време, како тој, сечејќи дрва на циркулар, си ги потватил малку прстите. И јас, чекај да видиш ти што значи инвалидитет. Чекај малку ти да осетиш. Да. Да. Јас тоа само го слушав онака од муабети и ете го тој момент кој што сакам да го навам. Чекај да видиш сега ти. Меѓутоа тоа кај еден христијанин не смее да постои. Овде се вели дека љубовта не се радува на неправда, не се радува на туѓа несреќа, на зло, на било што. Да, зло радост. Љубовта не познава такво нешто. Коринската црква имала таков проблем и затоа и Павле и запиша. Ајде да се подсетиме на 1 Коринќаните 5 глава со оној блудникот. Неколку пати се навраќаме на овој случај. Значи 1 Коринќаните 5 глава 1 и 2. Општо се зборува дека меѓу вас има блудство и тоа такво какво што нема ниту меѓу народите. Еве тоа блудство за кое што зборувавме и во време на пулката. И ова, значи во буквална смисла блудство, и дори се спомнува дека некој ја има татковата жена. Не стано збор за мајка, меѓутоа за некоја друга жена, макија или како да кажем. А вие уште се вообразивте место да тагувате. Че ова е ситуација кога треба да се тагува. Црквата да тагува, да жали за гревот, а тие се вообразиле. Сега тој пример го спомнавме неколку пати претходно. Не дека покажале некоја видлива радост, меѓутоа не еден вид пасивна радост. Се вообразиле, се гордеат со својата црква, а имаат еден таков случај во своите редови. Коринската црква очигледно имало таков еден ваков проблем и затоа и Павле
пишува на неколку места овде, па и во прво послание до Коринќаните 13 глава. Каже што јасно, децидно кажува, љубовта не се радува на неправдата. Кога зборуваме за неправда, 1 Јованово 5:17, ова опфаќа многу нешта. Под неправда може да кажете било што, значи опфаќа многу нешта, меѓутоа 1 Јованово 5:17, се тоа го сумира на некој начин според мене. 1 Јованово 5:17 вели: секоја неправда е греф. И тоа е многу јасно. Секоја неправда е греф. И сега, како можеме ние како христијани, ако треба да го одразуваме Христовиот лик, да го имаме неговиот карактер, да се радуваме над гревот? Еве, да сгрешим нашиот брат, нашата сестра или било кој, поготово, како што кажав, ако е некој од нашиот список, и ние да се радуваме на тоа. Тоа е така морбидно, тоа е така страшно, тоа е така спротивно на Божиот карактер. Господ Бог, кој што го испрати својот син, да умре за нашите гревови, за да можеме ние да живееме, значи, прво и првенствено треба да биде спасението и на непријателот надвор на улицата, камо ли на некој тука наш близок. Љубовта не се радува на неправдата. Сеќавате минатиот пат како завршивме со еден цитат од Копнежот на вековите, каде што јасно и децидно беше кажано, и го знаеме тоа и од самата Библија, дека Христос го сака грешникот, а го мрази гревот. И често пати ние го имаме како проблем она другото, значи ние го сакаме гревот, а го мразиме грешникот, па затоа може би некојаш можеме да паднеме во ситуација да се израдуваме на некоја туѓа несреќа, или ете, сгрешил братот, чекај да види сега он. Јас бев во едно такво искушение од како сум крстен. Но фала му на Господа, не паднав на тоа. Значи, Христос го сака грешникот, а не гревот. Таков треба да биде секој од нас. Тогаш нема да имаме проблем со ова. Но, не знам, може да спомнеме некои причини зашто ние би се радувале на туѓа несреќа. Знаете, обично со интерес, односно се интересираме како прво за гревот на нашиот ближен. Сме слушнале некој нешто направо, некој скандал, било шо, и ние толку многу интерес покажуваме. Зошто? Спомнавме, ние сме Лаодикеја. Самоправедност е проблемот. Истакнувајќи го и ширејќи го, и склони сме на тоа да шириме за гревот на нашиот брат или сестра, ние самите себе се потегаме. Ние не сме како него, ние сме нешто, знаеме да кажеме, јас да сум се нашол така, нема шанси такво нешто да направам како Петар. Слично нешто што кажувам. Го озборуваме, значи, грешникот. Повторно, причина на самоправедност, може би најглавна причина што ја кажа претходно, значи, ние го сакаме гревот. Тори може би тоа, кога ќе слушнеме дека некој, тоа, може да биде некој од водачите да направил некој греф, блудство, било што, имаше случај, во круговете на адвентизмот во Македонија, да тоа на нас утре ни биде оправдување, па ако може он, може ми јас. И видите како си помина, многу лесно си помина, не, без никаква казна, без ништо, па може ми јас тогаш. Не дај Боже такво нешто, да си помислиме. Но тоа е пак причината лежи во тоа што ние го сакаме гревот, а го мразиме грешникот. Како последица на тоа го мразиме грешникот. Но Христос е тој кој што го сака грешникот. Дошол заради тој грешник. Дошол и ќе дошол и само заради еден, а го мрази гревот. Да прочитаме неколку стикови. Исаија 22:4. Исаија 22:4. Затоа велам, вели Исаија, оставете ме на мира, се други зборови, оставете ме, ке заплачам горко, не ме утешувате заради уништувањето на керката на мојот народ. Ваква ситуација, грев, неправда, е повод за плачење и за тажење, а не за радост, далеку тоа. Тоа не е христијански дух. Еремија 9:1, сличен стих.
Значи, малку понапред, Еремија 9.1. О, кој би ја претворил мојата глава во воден извор, а моите очи во вруток солзи, дење и ноќе да плачам над загинатите своји керки на својот народ. Еден поетски речник овде. Да, пророкот Еремија, кој што напишал и цела посебна книга Плачат Еремиин. Знаеме, имавме минатото тромесечие проучување пообширно за него, во какво време живеел. Исус самиот плачел во две прилики. Лука 19:41. Исус, кој што не е најголем пример за се, 19:41 над Ерусалим. А кога се приближи и го виде градот, заплака за него и рече: кога и ти би узнал дури барем во овој твој ден што е за твојот мир, но сега е сокрино твоите очи, зашто ќе дојдат денови за тебе, кога твоите непријатели ќе те обкружат со опкопи, ќе те опколат и ќе те притеснат од сите страни, ќе те срамнат со земја тебе и твоите деца во тебе, и не ќе остане во тебе ни камен на камен, зашто не го позна времето кога беше посетен. Исус гледа во блиската иднина што ќе се случи со Ерусалим, што ќе се случи со многу непокаяни кои што ќе загинат за сета вечност, и токму затоа плаче. Плаче над грешниците, плаче над оние кои што не се кајат. Или другата прилика е во Јован 11 глава, кога крај гробот на Лазар ќе заплаче, меѓутоа не плачел заради Лазар, како што ние нели плачеме кога ќе отидат нашите ближни од овој свет, затоа што знаел дека ќе го воскресне. Плачел за сите оние кои што слушале, а кои што не верувале, кои што не се каеле и чисто крај го гледал Исус, каков ќе им биде, за жал, заради нив плачел. Нашиот Господ плачел над гревот, над неправдата, над беззаконието. Езекијел 9.4, Езекијел 9 глава, неодамна, мислам дека Јани малку спомна. Што имаме во Езекијел 9 глава? Запечатувањето. Кои се тие кои што се запечатуваат и ќе бидат запечатени, 4 стих, значи, со знакот Тау. И Господ му рече: помини низ градот Ерусалим и обележи ги со знакот Тау челата на сите што тажат и плачат заради гнасотиите што се прават во него, заради грево, заради беззаконието, заради неправдите, оние кои што тажат и плачат. Тие го добиваат Божиот печат. Тие имаат христолик карактер. Ништо нема заедничко. Христос со радоста над неправдата и над беззаконието. Не, тоа воопшто не е Христов дух. Евреите 1 глава, многу интересни стихови се овие, многу убави, токму за овој правец во кој што зборуваме. Значи, послание до Евреите 1 глава, 8 и 9 стих. Послание до Евреите 1 глава, 8 и 9 стих. А за Синот вели, Господ вели за Синот, за Исуса Христа зборува: Твојот престол, Боже, стои во сите векови и жезол на правдата е жезолот на Твоето царство. Внимавајте сега, 9 стих вели: ја возлюби правдата, зборува за Исуса, ја возлюби правдата, а го замрзи беззаконието. Затоа, Боже, Твојот Бог те помаза со масло на радоста. Со што е поврзано овде радоста? Со. Значи, Исус го поврзува со радоста. Исус ја возлюби правдата, значи оној кој што ќе ја возлюби правдата, налик на Христа, а ќе го замрзи беззаконието, тој ја има радоста, Господа. Значи го мразиш беззаконието. Не можеш да го мразиш беззаконието и да се радуваш над него истовремено. Не. Исаија 53 глава. Ајде да се подсетиме на ова пророчка глава 53, една од најпознатите пророчки текстови во Библијата. Исаија 53 глава од 4 стих. А тој ги понесе, зборувајќи за Христа, зборувајќи за Голготскиот крст, тој ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки, додека ние сметавме дека Бог го бие и го понижува. За нашите престапи беше прободен сотран, за нашите беззаконија
казната за нашиот мир падна врз него, преку неговите рани ние се исцеливме. Сите скитавме како овци, секој одеше по својот пат, а Господ ги возложи на него беззаконието на сите нас. Сите наши беззаконија, сите наши болки, сите неправди, се падна врз Христа. Па како можеме ние да се радуваме над беззаконието, над неправдата, над злото, над некој друг? Кога токму тоа зло, токму тоа беззаконие, таа неправда го распна Христа, Христос умре заради беззаконието и на нашиот брат и на нашата сестра. Да не биде далеко од тоа да се радуваме над неправдата, над несреќата на другиот. Ефесијаните 4:30. Ефесијаните 4 глава 30 стих. Послание до Ефесијаните 4:30. И не жалостете го светиот Дух Божи со кој што сте запечатени за денот на избавувањето. Како го жалостиме Духот Свети? Ако читаме во контекст, вели кој крадал да не краде, ни еден гнил збор да не излегува од нашите уста, потоа вели подолу, секое огорчение, јарост, гнев, викање, хулење да бидат отстраните од вас. Значи, со секое зло, со секое неправда, со секое беззаконие, ние го жалостиме Бога, го жалостиме Божиот Дух. Што мислите, што правиме кога се радуваме над беззаконието на нечие друго, над неправдата на некого? Истото, го жалостиме Божиот Дух, го жалостиме Господа. Ајде сега малку о пословици, пословиците Соломонови, каде што имаме практични совети, секојаш се добредојдени за вакви теми. Пословици 10:12. Омразата предизвикува раздор, а љубовта ги покрива сите погрешки. Ако имате љубов, онаа вистинска љубов кон братот и кон сестрата, нема да трубите за неговиот греф наоколу. Како што знаеме да правиме, значи често пати паѓаме на ова. Да, овде не кажува дека не треба некојаш да се обелодени гревот, јавниот, мислам јавниот си е јавен поготово. Да, меѓутоа, ова е во нашиот однос со ближниот. Не црквата кон верниците, црквата треба и да дисциплинира и да укорува и така натаму и така натаму. Гревот не треба да се толерира. Не, гревот, не грешникот. Грешникот е тој кон кого што треба да укажеме љубов и почит и разбирање, зато што секој од нас може да падне. И токму тука е љубовта. Љубовта е таа кој што ги покрива грешките, значи не ги труби и разнесува. Имаме сличен стих, Пословици 17:9. Пословици 17:9. Кој го прикрива престапот, бара љубов. Значи, може би, зборот малку незгоден, прикрива. Кој го прикрива престапот, бара љубов, а кој шири клеветнички гласови, ги скарува и најближните пријатели. Сега да речеме, Борче рекол нешто за Јани пред Трајче. И Трајче на Јани. Борче вака и вака мисли за тебе. И готово. Ке не скара, многу лесно. Меѓутоа, ако Трајче ме сака и мене, и го сака и Јани, тој може да се прекјути. Може да се моли за мене. Може да се моли и за Јани. Може да седне да разговара со мене, да рече, чекай бе, не е тоа во ред. Тоа го прави љубовта. Потоа 1 Петрово 4:8, значи, нека и остане прстот некаде во пословици, ќе се вратиме на уште 2-3 стика. 1 Петрово 4:8, сличен стих, совет од Петар. 1 Петрово 4:8. Овој стих гласи вака. Пред се, имајте постојана љубов меѓу себе, зашто љубовта покрива многу гревови. Да. Сега во пословици. Ова е можеби стихот кој што на кратко, во кратки црти ја прераскажува цела оваа тема за денеска. Пословици 24:17. Пословици 24:17. И внимавајте, овде станува збор за непријател.
Мислам збор за брат и сестра, или пријател, близок. Не се радувај кога ќе падне твојот непријател. И не воскликнувај со срцето кога ќе се подлизне. И видите како продолжува понатаму. За да не види Господ и за да не го земе тоа зло, па да го сврти својот гнев од него кон тебе. Господ мрази вакво нешто. Ова не е својствено на љубовта. Љубовта не се радува и над непријателот, кога ќе падне, кога ќе се подлизне, кога ќе му се случи некаква несреќа. А често пати ние знаеме да кажеме, ако име, тоа заслужува, тоа им треба. Не, секој зло, секој грев, секој беззаконие е причина за тажење, а не за радост. Иако може би тој некој тоа го заслужува. Па и ние заслужуваме сите смрт. Да не забравиме. Пословици 17.5. Пословици 17.5. И ово е интересен стих. Кој му се подсмева на сиромашниот, му се подсмева на неговиот создател. И кој се радува на несреќата, не останува без казна. Да. Љубовта не се радува над неправдата. Туку се радува на вистината. Тоа е продолжетокот од овој 16 стих. Тоа ќе биде во некој од наредните наши предавања. И на крајот да отвориме во Лука 15 глава. И ќе ја прочитаме само првата парабола, иако овде имаме 3 параболи за изгубената овца, за изгубената паричка и за изгубениот блудниот син. Но само за изгубената овца, доволно. Сите цариници и грешници од први стих, читам 15 глава Лука, се приближија при него, при Христа, за да го слушаат, а фарисеите и книжниците пак негодуваа, велејки, овој прима грешници и јаде со нив. Ова не може ли да го разберат? Во тогашната култура, атмосфера, обкружување, едноставно, таа нивна самоправеност ги терала на такво нешто. Пред како овој може да седнува со грешници? Кога едноставно треба да бега од нив, подалеку. Еве го проблемот. Што е проблемот со овие фарисеи, со тогашноста кај Израел? Мразат грешникот. А како последица на тоа сигурно го сакаат гревот. Наспроти, нив Исус го сака грешникот, затоа седнува и јаде со грешникот и се дружи со грешникот за да го придобие, за да го доведе до покаяние. И сега поради тоа Исус им кажува парабола и почнува со првата, тоаш им ја кажува оваа парабола. Кој од вас, ако има 100 овци и загуби една од нив, неки ги остави 99 во пустината и неки отиде по загубената доека не ја најде. Ви сте лицемерни. Значи, една овца, ако изгубите од вашето стадо, ќе одите да ја барате. А сите овие кои што се изгубени, вие бегате од нив, вместо да се погрижите да ги доведете во стадото. А кога ќе ја најде, ќе ја крене, радувајки се на своите рамени, кога ќе дојде дома, ќе ги повика пријателите и соседите и ќе им рече, Госпа ќе направи. Во сите овие параболи на крајот, кога ќе се најде изгубениот, имаме Госпа, имаме радост, општа веселба. Радувајте се со мене, зашто ја најдов својата изгубена овца. И ви велам, така ќе биде на небото поголема радост за еден грешник кој се каја, отколку за 99 праведници кои што немаат потреба од кајање, укажувајќи токму на нив, на нивната состојба, на овие книжници и фарисеи во тоа време. Значи, ние треба да се радуваме кога грешникот ќе се покае, кога ќе свати дека гревот е скап бизнис, како што вели Елен Вајт, и дојде повторно назад, а не да се радуваме што ќе падне. Тоа е сосема друг дух. Тоа е сатански дух. Тоа е многу морбидно, тоа е многу црно, многу несватливо за еден христијанин да има таков еден дух. Коментирајќи на оваа парабола, односно на овие 3 параболи, односно токму на оваа првата парабола во Христови параболи, книгата, Елен Вајт вели вакво нешто. Значи, има таму многу што да се научи. Тоа е, мислам, беше 15-то поглави и 16-то поглави, кој што го опфаќа
блудниот син, параболата со блудниот син. Меѓутоа, во ова 15 поглавје забележав една реченица која што ми остави печаток и која што токму се вклопува во ова што го зборуваме денес и со тоа ќе завршим. Видите што има запишено. Рабините во тоа време, значи, имале изрека, внимавајте, значи, какво криво гледање на нештата. Рабините имале изрека дека на небото владее радост која ќе биде уништен оној што сгрешил против Бога. А Исус им ги кажа овој параболи им вели не, туку кога грешникот ќе дојде до покаяние, кој ќе биде најден, тогаш небото се радува. Страно му е на Господа да уништи, уништувањето, погубувањето му е страно, тоа е страно за љубовта. Меѓутоа, ете, мора да го направи. Некогаш, како што го направи, како што ќе го направи, ќе мора. Меѓутоа, љубовта се радува кога грешникот ќе биде спасен, ќе биде доведен, кој ќе се покае. Никако кога греши, кога е уништен, како што вели оваа реченица. Нека Господ ни помогне да ја излее таа агапе љубов во нашите срце. И ако навистина сме кротки, сме полни со љубов, го сакаме ближниот повеќе од себе си, тогаш нема да се радуваме на никакво зло, на никаква неправда. Туку напротив, ќе тажиме со оној кој што тажи, ќе се радуваме со оној кој што се радува, како што Исус не поучува. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.